Денес се организира форум на тема работа во иднина. Што точно ќе се дискутира? Па ова е една од 4 форуми на кои што се организација на Меѓународната организација на трудот. Денешната тема е работа во иднина, кои се предизвиците кои што се поставуваат во конкретниот случај пред Република Македонија. Меѓутоа сепак најголем предизвик кој што се поставува во моментот е политичката криза. Колку што повеќе се влошува политичката криза, тоа ќе значи намалени можности за вработување, намален економски раст и се надевам дека ќе смогнеме сите сили да мислиме пред се на Македонија и за доброто на идните генерации. Верувам дека ќе најдеме модус за да се реши ова криза и Македонија да оди во она насока во која што одеше во претходниот период и во иднина. Меѓутоа сепак се разговара и на теми како дополна вработеност, колку например надворешните фактори влијаат врз исполнувањето на оперативниот план за вработување. Меѓутоа можам да констатирам дека барем во изминатите години Македонија може да се пофали со едни одлични резултати во делот на постигнување на намалување на степенот на невработеност. Впрочем, од 39 во 2006 дојдовме на 23,1 на почетокот на 2016 на крајот на 2016 година, но со интенција да до 2020 година таа бројка тој степен на невработеност се намали некаде на 18,1%, но пак ќе напоменам. Постигнувањето на сите овие цели сепак ќе зависи од многу фактори, а сега во моментот најголем фактор е политичката криза. Но пак ќе напоменам дека Македонија мора да продолжи напред. Сите ние треба да се посветиме на Македонија и дека Македонија, унитарниот карактер на Македонија и она што значи економски раст на Македонија треба да ни биде приоритет. Дали политичката криза во моментот влијае врз целата ситуација? Да, нормално влијае политичката криза, бидејќи секој, намалените инвестиции во овој период влијаат од надворешните. Меѓутоа сепак можам да кажам дека во делот на постигнувањето на оние мерки кои што се предвидени од владата на Република Македонија и Агенцијата за вработување, можам да кажам дека има зголемена заинтересираност од страна на домашните компании за да ги искористат бенефициите кои што ги нуди државата, како што се тоа грантовите, кредитите за вработување, практиканството, така да верувајте дека дури изненадува фактот што во услови на ваква криза домашните компании се заинтересирани за отварање на нови работни места и за користење на бенефициите кои што ги нуди државата.